Почитувани, поради исклучителна важност и то приоритет на граѓаните во Делчево. Тема на оваа денешна пресконференција е алармантно лошата состојба со ѓубрето во Делчево и состојбата со одиценото јавно предпријатие во нашата општина. Сакам да најавам дека започнуваме со имплементација на серијски мерки и активности за чистење на градот Делчево и сите населени места во општината, како и дивите депонии и јавни и приватни површини низ нашата општина. Во тој контекст, врз основа на моите областувања како градоначалник, веќе дадов насоки за спроведување на кампањата "Се бориме за почист дом, Делчево со нула толеранција за отпад". Оваа кампања ја спроведуваме врз основа на итна и неодложна потреба да се ичистат депониите кои што веќе подолг период наназад гледаме дека се присутни низ целата општина Делчево, а за кои граѓаните на Делчево и речиси сите населени места со право реагираат директно до мене како градоначалник, како и преку социјалните мрежи. Иако јавната чистота е во надлежност на работата на јавното комунално предпријатие Брегалница од Делчево, таа не беше одржувана со потребниот интензитет и квалитет изминатиот период. Предпријатието е фрлено на колена во секоја смисла на зборот. Најавувам длабоки кадровски промени и никогаш повеќе нема да се толерира ароганција и неодговорен однос на кој и да е локален функционер, а со тоа и на директорот на единственото јавно предпријатие во општината. Морам да истакнам дека техничките служби во комуналното предпријатие работат со десеткуван состав, со недостиг на механизација, човечки персонал и финансиски средства за гориво и одржување на транспарентните средства. Овој неодговорен однос завршува деновиве, а јас како градоначалник на Делчево лично ќе ја наделувам имплементацијата на оваа кампања, која ја реализираме за да го чистиме нашето Делчево. Кампањата ќе биде поделена на два дела, и тоа прва фаза, приоритетен период за реализација од 15 ноември до 15 декември оваа година, и втора фаза која ќе се спроведува континуирано во периодот 2026-2029 година. Целата во првата фаза е да се ичистат сите диви депонии на територијата на општина Делчево и значително се подобри реализацијата на оперативниот план на јавното комунално предпријатие Брегалница од Делчево. Прибирање и одлагање на комуналниот смет од домаќинствата и приватните правни субјекти. Прибирање и соодветно депонирање габаритен и каваст интерен отпад од домаќинствата и стопанските субјекти. Целата во втората фаза е да создадеме сите заедно одржив систем за одлагање, прибирање и депонирање на отпадот во соработка со сите надлежни локални институции, приватни субјекти, месни и урбани заедници, граѓански организации, како и поединци активисти кои се борат за здрава и животна чиста средина. Во таа насока најавувам состаноци со сите надлежни субјекти, ќе формираме кризен штаб и веќе од утре почнуваме со ургентна имплементација на оперативниот план за чистење на општината. Упатувам личен апел до сите вработени во локалните институции, до сите граѓански организации, приватни компании и граѓански активисти за почиста и поздрава животна средина, да се вклучат во оваа наша акција. Техничките информации во врска со оваа кампања и на кој начин ќе може да се вклучат сите заинтересирани субјекти ќе бидат објавени дополнително од страна на одговорното лице задолжено за имплементација на оваа активност. Ви благодарам на вниманието. Дали имаме прашања поврзани со оваа тема? Во колкав период ќе се одвива сето тоа? Како што најавивме, првата фаза ќе се одвива овој месец, тоест од 15 ноември до 15 декември, а веќе втората фаза ќе биде имплементација на целокупниот проект од 2026 до 2029 година. Имаме ли бројка колку такви има на територијата на општина Делчево диви депонии? Моментално се врши катастер и маркирање на сите диви депонии. Веќе разговаравме и со директорот за Исочко-плански регион за евентуално можност да бидат финансирани ичистувањето на изите преку Исочко-плански регион, но за сега немам точен податок. Имаме 5 поголеми диви депонии моментално активни на нашата територија, но
нашите вработени во секторот урбанизам и инспекторатот работат на откривање и на други диви депонии. И последно прашање, често граѓаните до нас доставуваат информации дека нема каде да го фрлаат градежниот чуд. Имаше порано една локација кај Попов мост, но таа се затвори, долги години не функционира, мислам. Кое е решението согласно овие насоки? Доста добро прашање, значи имаше реакции и на социјалните мрежи пред неколку денови, затоа веќе дадов налог на Одделението за урбанизам за изнајмување на можност за проширување на веќе постоечката депонија со посебен дел кој што ќе биде наменет точно за акумулирање на таков тип на градежен чуд.